гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте на почеток на Дневникот топ 5 вестите на денот. Македонец бил клучен во шверцот на над 300 килограми марихуана откриени во Грција. Акцијата Вардари се откри мрежа која подготвувала терен половина година. Драматична ноќ во Зелениково откако огнот се приближи до првите куќи. Цела Европа се бори со шумски пожари. Премиерот инсистира да се објави извештајот за квалитетот на гостиварската вода. Очекува истрагата да ги открие сите одговорни. СДСМ обвинува за системски проблеми со водата низ целата држава. Мицковски задоволен од забавениот раст на цените. Македонија вели е втора во поширокиот регион. Опозицијата обвинува дека животот поскапува, а бројките се подобруваат само на хартија. 12 лица загинаа кога автобус со патници од Полска се преврте во Унгарија. За Еразмус Плюс програмите, дали тие се навистина достапни за сите млади луѓе, колкава искористеноста на парите, се враќали позитивниот имидж пред нашите европски партнери. Во тема на денот ќе разговарам со Ана Михајлов, директорка на Националната агенција за европски образовни програми. Останете со нас, почнува Дневник. Клучна улога во шверцот на повеќе од 324 килограми марихуана откриени во Грција имал македонски државјанин кој веќе е во 30-дневен притвор. Според обвинителството, токму тој го набавил камионот, организирал фиктивен транспорт кон Турција и го оставил возилото со месеци на изнаемен плац во Солун, каде подоцна била скриена и дрогата. Истрагата открива дека подготовките траеле околу 6 месеци, а марихуаната била скриена во специјално направени отвори во бали со рециклирана хартија. Во случајот со осомничени и други лица против кои постапката се води во Грција. Зоран Јаневски има детали за оваа истрага. Расветлен е сложениот синџир за прекуграничен шверц на 325 килограми марихуана пронајдена во камион во Грција. Акцијата за разбивање на организираната група за транспорт на дрогата се одвивала под кодно име Вардарис, а патот на марихуаната го следел заеднички тим од 3 држави. Во откривањето на планот учествувале службите за борба со недозволена трговија со дрога на Македонија, Косово и Грција. Клучната улога ја имал македонски државјанин, за кој е веќе одреден 30-дневен притвор. Осомничен е дека сторил кривично дело неовластено производство и промет со наркотични дроги. Според јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, подготовките за транспорт на пронедената марихуана почнале пред 6 месеци. Првиот чекор го направил осомничениот македонски државјанин. Кон крајот на февруари годинава, осомничениот набавил камиона, подоцна и приколка, па веднаш организирал наводен транспорт од Македонија до Турција со транзит преку Бугарија. Возилото било натоварено со бали стара пресувана хартија. Откако ги завршил царинските формалности на 8 март, осомничениот со товарното возило и приколката ја напуштил македонската територија во правец кон Бугарија. Меѓутоа, наместо да продолжи кон Турција, се упатил кон Грција, каде возилото со приколката го оставил на изнаемен затворен плац во Солун. Таму возилото стоело со месеци. Македонскиот државјанин во меѓувреме се сретнал со уште двајца осомничени против кои постапка се води во Грција. Со нив бил договорен понатамошниот транспорт на дрогата, која требало да биде сокриена во товарот со рециклирана хартија. Марихуаната во вкупна тежина од 324 килограми и 470 грама. Во камионот во посебно изработените бункери била натоварена на почеток од неделава. По набавката на наркотичната дрога, двајца од осомничените заедно со засега непознати лица во периодот од 11 до 14 август ја сместиле марихуаната во претходно направени отвори во балите со рециклирана хартија. На 14 август во рамки на акцијата Вардарис, полициски службеници во Република Грција лишиле од слобода двајца од осомничените и извршиле преглед и претрес на изнаемениот плац. Таму била пронајдена приколката од која претходно биле отстранети регистарските ознаки. Во 4 палети сместени во задниот дел од приколката и во уште 4 палети пред неа била пронајдена марихуана. Освен македонскиот државјанин, за случајот осомничени се уште 3 лица за кои од обвинителството велат дека ги гонат грчките служби. Еден од нив е во бегство. Претходно обвинителството информираше дека со акцијата за откривање на дрогата бил уапсен и еден косовски државјанин. Зоран Јаневски, Сител.
заплени на големи количини канабис, ниту за евентуална одговорност на лица од институциите. Шест пожари активни низ Македонија, најкритично кај македонски брод каде гори мешана шума на голема огнена линија. Активен е и пожарот што од Велешко се движи кон Зелениково, каде вчера огнот се доближил на само 100 метри од куќите. Даниел Василев за состојбата со пожарите. 6 пожари се активни на територијата на целата држава. Најкритично според последните информации од Дирекцијата за заштита и спасување е на пожарот кај македонски брод. Ова што го гледате зад мене е пожарот кај селото Рамни Габер. Станува збор за огромна линија на огнот, меѓутоа барем за сега според информациите кои што ги имам нема опасност по објекти или по население. Во текот на денот се очекува да бидат испратени и тракторите на ДЗС во обид да го стават под контрола. Од останатите пожари кои што во овој момент се активни, еден од позначајните е оној кој од Велес се движи кон Зелениково. Станува збор за пожар кој опфаќа ниска вегетација и трева, меѓутоа се шири со огромна брзина, така што и тука во текот на денот со сигурност ќе бидат испратени тракторите на ДЗС во обид да го стават под контрола за да се спречи тој да пристигне до првите околни села кај Зелениково. Инаку во текот на вчерашниот ден имала вистинска драма токму тука во Зелениково, со оглед на тоа што околу 2 часот по полноќ избувнал пожар кој најверојатно е подметнат со оглед на времето кога тоа се случило на само неколку стотина метри од последните куќи во ова село. Меѓутоа и интервенирале и локалните жители, како и противпожарните служби и од Зелениково, меѓутоа и од град Скопје, и за среќа го ставиле под контрола овој пожар на време. Благодарение на локалното население кое што се затекнало тука и нивната брза превентивна реакција, но и благодарение на градоначалникот кој што веднаш го запалил противпожарното возило до општината, го донел овде, а во меѓувреме дошли доброволците пожарникари од Зелениково. Спречена е катастрофа бидејќи огнот е сопрен на неколку метра од последните куќи. Одма по првиот повик интервениравме навремено со возило на општина Зелениково, пристигнавме на лице место, дополнително ги повикавме и доброволното противпожарно друштво Зелениково. Со заеднички сили, со нивна помош, успеавме да го спречиме пожарот да не се рашири до најблиските куќи. Пожарите на отворен простор добија на интензитет од како Европа ја погоди топлотен бран, па така противпожарните служби во Македонија дневно се справуваат со во просек по околу 15 на пожари. Надлежните апелираат до граѓаните да бидат многу внимателни, особено кога се наоѓаат на отворен простор, за да им ја олеснат работата, да не мора да интервенираат на секаде низ државата. Повторно апелирам до сите македонски граѓани, ве молам, внимавајте, доволна е само искра за вистинска катастрофа. При тоа, таа катастрофа не мора да биде национална катастрофа, но ако некому му изгори куќата во која што живее, ако некому му изгори викендица која што му е драга, кој што му е во наследство, за нив тоа ќе представува вистинска катастрофа. Надлежните најавуваат поголеми контроли и поголеми санкции. Таков беше случајот и вчера, кога полицијата приведе 2 лица кои што се обидувале да запалат, да подметнат пожар на отворено, некаде помеѓу Битола и Прилеп. Даниел Василев, Сител телевизија. Истрагата за загадената вода во Гостивар може да опфати и други лица. Премиерот Мицкоски очекува да се утврди целосната одговорност за епидемијата и побара јавно да бидат објавени анализите со кои е потврдено дека водата повторно е безбедна за пиење. Од СДСМ пак обвинуваат за системски проблем со квалитетот на водата низ државата и посочуваат нови случаи на неисправна вода во повеќе места, барајќи целосни извештаи и одговорност од институциите. Истрагата може да открие и други лица вмешани во случајот со водата во Гостивар. Премиерот очекува истражните органи да ги откријат сите инволвирани и да одговараат соодветно за епидемијата која беше предизвикана. Тој побара јавно да се објават извештајот и анализата кои потврдуваат дека водата е исправна, а кривичните пријави од опозицијата ги оцени како погрешна стратегија, со која иронично се занемарува улогата на градоначалникот.
Градоначалникот на општина Гостивар никако не можете да го сретнете во соопштенијата на СДСМ. Мислам, кога зборувам зачуден, тоа го кажувам, се разбира иронично, бидејќи нормално е дека истата оваа политичка партија нема да го спомене него, бидејќи таа го поддржа за време на изборите локални кои што се одржаа во Гостивар. А сите знаат дека надлежност и право во случајот има општинското јавно комунално претпријатие. Обвинителството заедно со Министерството за внатрешни работи веќе обезбеди 3 лица и колку што сум информиран, истрагата се уште во тек, не е затворена истрагата. Така што мислам дека истрагата може да допринесе да имаме и други. Мицкоски истакна дека за разлика од минатото, оваа влада презела брзи и одлучни мерки за граѓаните во најкраток рок повторно да добијат питка вода во своите домови. Но исто така сум зачуден зашто истите тие социјалдемократи по допрен глас во минатото има, да речеме, и други извештаи за неквалитетна вода во Гостивар, но и во други општини низ Македонија, како што се да речеме Прилеп, Крушево и така натаму, кога некои други биле министри, кога некои други биле директори, не поднесат против нив. Зошто против нив не поднесат, бидејќи тие ништо не превземале. Оваа влада превзема. Првиот момент кога доби таков извештај, превзема, направи една робусна акција, го прочисти системот и повторно го врати во владење на општина Гостивар и во рацете на комуналното претпријатие кое што ја дава оваа услуга, практично ги снабдува граѓаните со вода. Од опозицијската СДСМ обвинуваат за целосен системски колапс и тврдат дека граѓаните ширум земјата пијат неисправна вода, додека за Гостивар се уште нема официјален документ со комплетна анализа. Во јавната чешма со кисела вода во Кривогаштани утврдено е присуство на бактеријата Ешерихија коли, интестинални ентерококи, Псеудомонас аерогеноса и зголемен број на колиформни бактерии. Водата и од оваа јавна чешма не е безбедна за пиење. Ова веќе е системски колапс. Гостивар, Демиркапија, Кривогаштани и уште десетици места за кои јавноста нема никакви информации. За Гостивар се уште нема официјален документ со кој се потврдува чистотата на водата и комплетна анализа. Се уште нема одговорна личност која стои за таа одлука освен чувството на Мицкоски. Се уште обвинителството не дало одговор кој дозволил Гостивар со недели да пие отруена вода, велат од СДСМ. Водата во Гостивар беше забранета од 17 јули се до петокот, кога поречиси 1 месец. Надлежните соопштија дека водата од водоснабдителниот систем повторно е безбедна за пиење. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Мицкоски задоволен од забавениот раст на цените. Македонија вели е втора во поширокиот регион. Опозицијата обвинува дека животот поскапува, а бројките се подобруваат само на хартија. 12 лица загинаа кога автобус со патници од Полска се преврте во Унгарија. Инфлацијата во јули се спушти на 2,3%, а Македонија според премиерот е втора во регионот со најниска стапка на раст на цените. Тој тврди дека актуелната влада има значително подобри економски резултати од претходната и дека денешната инфлација е пониска и од европскиот просек. Тој отфрла критиката дека споредбите со 2022 се несоодветни и вели дека токму тие покажуваат каква е разликата во справувањето со економските и енергетските кризи. Во на влада во 2022, кога имавме владата на СДСМ и до избору, кога имавме двоцифрена инфлација која што на моменти стигаше и до 20%, не убедуваа дека била увезена. А тогаш просекот во ЕУ беше 2 пати помало од инфлацијата кај нас. Сега кај нас е 2 пати помало од просекот во Европа. Со други зборови, што сакам да кажам, ако анализирате 12 земји од регионот, еве почнете од Словенија, преку БиХ, Хрватска, Црна Гора, Косово, Албанија, Србија, Романија, Бугарија, Грција, Турција, Македонија, сите земји анализирајте ги овие 12-тина. Во истиот месец јули 2022 година само 3 земји биле позади нас. А тоа се во тоа време биле Турција, Романија и Бугарија. Сега сме втори, сите се позади нас. А од СДСМ обвинуваат владата дека економските резултати ги прикажува подобри преку споредба со 2022, кога инфлацијата беше на највисоко ниво поради енергетската криза. Од опозицијската партија велат цените и натаму се високи, куповната моќ е намалена, а задолжувањето на државата продолжува. Инфлацијата паѓа на хартија, но цените се се уште високи и продолжуваат да растат. Намалената инфлација не значи олеснување на животот, туку само побавен раст на цените, велат од Социјалдемократскиот сојуз.
Опозицијата обвинува министерката за образование Весна Јаневска дека преку државниот просветен инспекторат врши политички притисок врз директори на училишта кои не се блиски до власта. Од партијата тврдат дека исти инспектори спроведуваат вонредни надзори во повеќе училишта и бараат проверка дали инспекцијскиот надзор се користи како механизам за смена на неподобни директори. Наместо фокус на подобро образование, ВМРО и Јаневска создадоа хаос во образованието. Се отпуштаат наставници и се затвараат, како што најави, над 20 училишта ширум државата. ВМРО ОКГ ја партизираше секоја институција, па сега наред дојдоа и директорите од училиштата. Според информации кои стигнаа до нас, 20 инспектори од Државниот просветен инспекторат периодов споредуваат хајка кон директори кои не се партиски послушници. Министерството ги отфрла обвинувањата на СДСМ дека Државниот просветен инспекторат се користи за политички притисок и смена на неподобни директори. Од МОН велат дека инспекторите постапуваат согласно законските надлежности и по представки на граѓани, а предметите се распределуваат според расположливиот кадровски капацитет. Потврдуваат дека неправилности биле утврдени во средното училиште Панче Арсовски и секаде каде што се констатираат неправилности се преземаат соодветни мерки. Неверојатно е како СДСМ секогаш застанува во одбрана на противзаконското работење, реагираат од Министерството. Над 40 милиони евра европски пари за образование, млади, обука и спорт и биле ставени на располагање на Македонија од 2021 година до сега. Само оваа година буџетот за Еразмус Плюс е поголем откако земјава, односно е најголем откако земјава стана полноправна програмска земја. Но колку од овие европски можности навистина стигнуваат до младите, по периодот во кој работата на Националната агенција беше под сериозна европска лупа, дали институцијата конечно ја враќа до вербата на Брисел. Гостинка во тема на денот е директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Ана Михајлов. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодараме поканата. Зборуваме за една вака убава тема која што ги засега младите. Еразмус Плюс која ќе слушнаме, многумина мислиме или мислат дека тоа е една можност некој млад човек да замине еден семестар некаде надвор, да се прошета, да види одредени знаменитости, еден вид екскурзија. Дали е тоа така или е нешто пошироко? Така, веќе го разбиваме митот дека Еразмус Плюс е само за високообразовните институции. Така започнала програмата Еразмус Плюс пред околу 40 години. Другата година прославуваме 40 години од програмата Еразмус Плюс, односно цела Европа ќе прославува. Така да го разбиваме митот дека програмата Еразмус Плюс е само за високообразовните институции. Она што го направивме, да кажем, изминатава година е тоа што веќе по сите општини што ги посетивме, им предучивме дека Еразмус Плюс не е само програма за високо образование, програма за стручно образование, за училишно образование, за младите, најмногу има за волонтерството, за солидарните проекти и така натаму, за да можат сите оние кои што сакаат да учествуваат во програмата да ги имаат и можности да ги почувствуваат сите бенефити кои што ги нуди програмата. Како што кажавте, програмата навистина е едно од најпопуларните и најпосекуваните програми во Европа, затоа Европската унија тукав акцент става на оваа програма заради тоа што одвојува доста голем буџет за сите европски земји. Македонија учествува како да е полноправна членка на Европската унија во програмата Еразмус Плюс. Тоа е една убава вест, но буџетот за жал сега го имаме оваа година најголемиот буџет, но буџетот за жал во изминатите години не бил толку голем заради тоа што била изгубена довербата на Европската комисија во сите извештаи кои што ги имаме претходно од 2018 година. Значи ли поголемиот буџет оваа година дека таа доверба постепено се враќа во институцијата? Во сите извештаи минати од 2018 година имаме отворено повеќе обсервации од Европската комисија, сите извештаи кои што ги разгледав од кога сум на чело на Националната агенција, се вели дека Националната агенција не ги уверува, односно државата не ги уверува европските институции дека транспарентно и одговорно раководи со европските пари. Тоа веќе оваа година не можам да кажам дека за една година не можете да ги поправите сите работи кои што претходно не функционирале, односно затегнав еден нефункционален систем кој што мораше да се стави во ред. Мислам дека веќе имаме цврсти темели, изградивме цврсти темели кои што понатака ќе градиме еден систем кој што ќе биде функционален. Го разбиваме митот дека директорот е тука за да ги бира проектите кои што ќе бидат финансирани преку програмата Еразмус Плюс, но директорот е тука за да воспостави еден непогрешлив систем за да може транспарентно и одговорно да се користат европските пари кои што се наменети за програмата Еразмус Плюс. Имаше многу звучни скандали околу агенцијата во минатото, колку од нив можеби беа преувеличени, дел беа и доста релевантни и беа предмет на критика од Брисел, од тренинзи до намагарења до други звучни
теми, што е сменето, простата, што е сменето во начинот на функционирање, за да и Брисел гради доверба, но и ние како граѓани имаме доверба дека оваа институција не служи како алатка за наградување на партиски подобни лица и проекти кои што се буквално небулозни да добиваат финансиска поддршка, наспроти можноста младите луѓе да добијат поддршка за креативни и добри проекти кои ќе значат и за нив и за општеството. Така е, во минатото, како што кажавте, агенцијата беше препратена за повеќе скандали, но тој беше најголемиот притиск со кој што се соочив како директор на агенцијата, бидејќи беше изгубена комплетно довербата во Европската комисија, беше изгубена довербата и за оној кој што е намината програмата во корисниците на програмата, заради тоа што, како што кажавте, сите велеа дека едни исти минели репетитивно повеќе исти организации добиваат грант во Националната агенција. Затоа сега градиме систем во кој што транспарентно и одговорно ќе ги користиме европските пари. Тоа го препозна Брисел во последниот извештај кој што го имаше, дека веќе започнавме да градиме систем на законска рамка која што ќе обезбеди транспарентно и одговорно користење на средствата наменети за Erasmus+. Оваа година што ми е многу драго, освен што имаме 100% повеќе заинтересираност и апликации, тоа можеби кога зборувам на колегиуми со вработените, тоа можеби е меѓу две оштрици, бидејќи има многу незадоволни, бидејќи буџетот е ограничен, но не се плашам од тоа заради тоа што секоја постапка која што поминува и секоја апликација при филтерот во Националната агенција и во сите релевантни фази кои што треба да ги помине, апсолутно транспарентно и без никаков тип на притисок. Кога ќе воспоставите систем, веќе притисоците го губат влијанието и не може да имаат влијание за да може да добијат едни исти организации или институции или универзитети средства преку програмата Erasmus+. Оваа година имаме многу нови организации, многу нови корисници на грант, она што Брисел го бара, да има повеќе њукамери во програмата заради тоа што и програмата е именувана по еден, да кажам, мислител или хуманист, Еразмо Ротердамски, кој што вели дека треба да ја гледаме нацијата како да сме едно општество. Тоа е идејата и за програмата Erasmus+, да ги разбиеме сите граници, сите бариери, односно да им овозможиме на младите луѓе од нашата држава да ги почувствуваат сите европски вредности и што е најважно, програмата не е карта во еден правец, односно секој оној млад човек кој што ќе отиде на мобилност преку програмата Erasmus+ се враќа дома побогат со подобрени јазични вештини, дигитални вештини, повеќе самодоверба, запознава нови пријателства, меѓународното искуство кое што се вреднува и веќе е, да кажем, еден готов производ за пазарот на труд за да може да придонесе во нашата држава, заради тоа што мораме да признаеме дека последните демографски бројки кои што ги имаме даваат црвен аларм дека мораме да се погрижиме за овие млади луѓе да останат во нашата држава. Споменавме една бројка од 40 милиони евра кои биле ставени на располагање од 2021 до денес. Ме успевале ли секоја година да го истрошиме, да го искористиме буџетот кој Европа ни го дава за оваа намена? Последната година 95,5% е искористен буџетот, односно склучивме договори со корисници на грант за 95%, што е голем процент кој што дава доверба дека понатака секако дека можеме да бараме од Европската комисија повеќе европски средства за да придобиеме, за да можеме со онаа бројка од 100% повеќе апликации да им докажеме дека имаме систем за да привлечеме што повеќе пари од Европската комисија. За наредната финансиска рамка од 28-34 година фамозни 40 милиарди евра одвојува Европската комисија за цела Европа за програмата Erasmus+, па се надевам и знам и мислам дека ќе добиеме што поголем ковач од тој буџет за да можеме да им овозможиме повеќе можности на овие млади луѓе. Споменавте дека се разбива митот околу тоа дека не е ова програма само за високото образование и дека е многу поширока и нуди можности за повеќе категории, но колку Erasmus+ е достапен за еден млад човек од помало место, од Крушево, од Крива Паланка, од места во кои што можеби информациите, достапноста не е иста како во Скопски центар. Колку успевате да допрете до училиштата, до средините надвор од главниот град, за да ги мотивирате дека и тие може да учествуваат и да ги вклучите во оваквите програми?
Така, она што го формиравме во последниот период е кампањата Секој слушна за Еразмус. Буквално оние најмали општини ги посетуваме во Македонија. Последно што бевме во општина Лозово, општина со 2200 жители, каде што воопшто, можеби немале можност да се информираат дека и по нивните реакции видовме дека немале можност да се информираат какви можности нуди оваа програма и кој се опсег го опфаќа, така да со кампањата која што ја формиравме, планираме со делегацијата на Европската унија веќе од септември една кампања да по сите општини, дури и на малите, за да може да се запознаат за сите оние можности кои што ги нуди програмата. Уште од самиот почеток знаев и не сакав да бидам директор кој што седи во канцеларија, туку да оди на терен заради тоа што програмата е инклузивна и треба да ги вклучиме сите оние кои што сакаат и можат да учествуваат во програмата. Во таа насока една од целите на европските приоритети всушност да се вклучат лицата со помалку можности. Што значи тоа во македонски услови? Тоа значи дека оние лица кои што немаат или со посебни потреби или со помалку можности, кои што се од руралните средини, кои што немаат можеби можност да дојдат тие кај нас. Ние одиме на терен, одиме кај нив директно за да слушнат една добра пракса, да ги охрабриме за да аплицираат во програмата. Заради тоа што еден од европските приоритети најважни е инклузијата на Европската комисија покрај дигиталните компетенции, дигитализацијата, зелената агенда даваат голем акцент на инклузијата. Тоа е она кое што е нотирано како позитивна страна во последната година, во последниот извештај дека сме дале голем акцент на инклузијата, кој што многу го ценат и затоа одвојуваат плюс буџет од овие средства кои што ги добиваме. Може ли вечерва еден млад човек кој што не гледа да биде охрабрен самиот да аплицира на програмите на Еразмус Плюс или сепак му треба организација, логистика, институција која ќе стои зад него? Во програмата Еразмус Плюс може само правни лица да учествуваат, но преку правните лица нели учествуваат сите оние млади луѓе или пак студенти, професори, наставници кои што се засегнати или се вработени во институцијата на било кој начин, не мора да бидат редовно вработени, може да бидат на било кој начин вработени во институцијата или пак ангажирани на некаков договор. Во 2014 година, како што напоменавте, од кога сме програмска земја и рамноправно учествуваме во програмата, повеќе од 20.863 млади лица учествувале во програмата. И уште еден податок е дека на сите оние од кога ќе се вратат, сите пополнуваат формулар на задоволство од програмата. Велат дека повторно, дека е адиктивна програма, дека повторно сакаат да учествуваат во програмата. 97% кажале дека се презадоволни, дека ги подобриле сите оние нивни вештини кои што или откриле нешто за нив кои што и самите за себе не го знаеле претходно. Постои ли опасност, го споминавте тоа накратко, но би сакала повеќе околу тоа. Постои ли опасност ваквите програми за мобилност дополнително да го засилат трендот на иселувањето, бидејќи младите таму ќе создадат контакти, ќе видат одредени можности и како евалуирате кој од овие програми, лица кои што се вратило од некоја програма, на вистина донело бенефити за општеството овде? Така имаме неколку успешни приказни со кои што заедно одиме на овие каравани кои што ги посетуваме градовите, дека после Еразмус мобилност отвориле свои стартапи кои што на почетокот било многу тешко со сите конекции кои што ги оствариле со своите врсници од Европа, но сега веќе имаат повеќе од 20-30 вработени во својата организација, институција и така натаму. Тие се едни убави успешни приказни или пак имаме студенти кои што после првата година од кога отишле на Еразмус сватиле дека сакаат друга тематика да студираат и тоа им го променило комплетно животот заради тоа што се посветиле на друга тематика и веќе се успешни, да кажеме, доктори или лица од областа на машинството, така да имаме многу убави успешни приказни, затоа велам секогаш дека е популарна и најпосакувана програма заради тоа што има многу и судбини кои што променило. Подготвувате еден нов закон со кој треба да се промени начинот на функционирање во агенцијата, што точно ќе се менува и кога вакво законско решение може да се очекува? Да, агенцијата е формирана 2007 година, така и се вика законот, закон за основање на национална агенција и од тогаш ни еден директор не се зафатил со, да кажам, таа крупна работа да го менува законот, но веќе немаше ни простор да калкулираме или пак да не го менуваме тоа. Веднаш се завадив со промена на законот, бидејќи тој воопшто не е функционален и применлив закон. Во него има и програми кои што воопшто не постојат веќе во Европската комисија или се видоизменети на друг начин се викаат. Во законот тоа е она законска рамка која што ги вклучивме сите оние забелешки од Европската комисија, регулативата според која
што се имплементира програмата Erasmus Plus и Европски солидарен корпус, кој што ни е нели многу важно и ни е едно четиво кое што мораме да го применуваме, и се од сите оние извештаи забелешки од минатото одработењето на Државниот завод за ревизија, независното ревизорско тело кој што врши ревизија во Националната агенција, потоа сите оние забелешки од мониторинзите на Министерството за образование и наука се метнати во законот и мислам дека ќе имаме еден квалитетен закон, бидејќи Брисел тоа го очекува од нас, бидејќи работната група веќе заврши за законот. Изминатава недела со министерката ги дефиниравме сите оние забелешки, ги дадовме своите коментари, веќе испратен на превод заради тоа што Европската комисија бара да го види законот во нејзиниот дел, односно во регулативите, дали сме ги испочитувале сите оние правила кои што треба да бидат метнати за имплементација на програмата. Очекувам и верувам дека веќе ќе влезе во постапка законот и дека малце оптимистички, но очекувам дека до крајот на годината или пак до ноември ќе биде веќе изгласен. Ајде вака за крај, ако политичката евроинтеграција во моментов стагнира, може ли преку образованието и преку ваквите програми младите практично да живеат дел од европската интеграција денес? Апсолутно, затоа велиме дека програмата Erasmus Plus е Европа без граници. Затоа не сме веќе пасивен наблюдувач, барем Националната агенција ја представува државата, да кажам, кога оди на директорските состаноци во Брисел. Затоа се среќаваме со сите, да кажам, директори за директоратот на образование и култура и веќе можам да кажам дека наредната година со прославата на 40 години Еразмус активно учествуваме во еден настан кој што ќе биде, се вели, Erasmus Plus оркестра, односно во сите држави на Европската унија. Координатор ќе биде Италијанската национална агенција. Во сите држави на Европа ќе се свират традиционални песни од сите држави кои што се пријавивме да учествуваме. Тоа ќе биде еден така убав настан со кој што ќе прославиме 40 години на Еразмус. Но бидејќи сме програмска земја и со оглед на тоа што во Западен Балкан само Македонија и Србија има тоа национална агенција и рамноправно учествуваат во програмата, Албанија и Црна Гора се уште се во подготвителна фаза за ваква агенција. Сметам дека треба да го искористиме моментот и го користиме моментот за да не присобираме што повеќе пари да придобиеме од Европската комисија за да им овозможиме на овие млади луѓе да ги почувствуваат сите европски вредности. Ана Михајлова, во тема на денот ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на вас за поканата. Европската унија забрзано отвора простор за нови рударски проекти во обид да ја намали зависноста од увоз на критични суровини. На новиот повик до Брисел пристигнале околу 160 апликации, а европскиот модел се темели на паралелно развивање на рударството и строги еколошки стандарди. Европа ја забрзува трката за сопствени суровини за да ја намали зависноста од трети земји, но во исто време почитувајќи ги строгите еколошки стандарди за производство. Научни проценки, континуиран мониторинг, финансиски гаранции и задолжителна обнова на природата остануваат услов за секој нов ископ. Со цел да ги задоволи потребите за зелената транзиција и одбраната, Европската комисија подготвува финансиска помош за десетици нови проекти, а интересот е огромен. Наскоро се очекува Брисел да ги објави резултатите од вториот повик за финансиска помош за рударските проекти, на кој биле поднесени 160 апликации. Над половина пристигнале од земји членки на Европската унија и 60 од трети држави. Најголем дел од нив се за материјали потребни за батерии, ретки земни елементи и одбранбениот сектор. Големиот број на апликации ја покажува важноста на директивата за критични суровини, за обезбедување јасност за промоторите на проекти, потенцијалните инвеститори, индустријата и земјите членки. За индустријата овие проекти ќе помогнат во диверзификацијата на снабдувањето и изградбата на синџир во согласност со целите на директивата, обезбедувајќи безбеден пристап до материјали неопходни за стратешките енергетски, дигитални и одбранбени сектори. Ова е камен темелник на економската безбедност и долгорочната стратешка автономија на Европа. За разлика од Европа, каде Европската инвестициона банка отвара нови фондови, во Македонија инвестициите во овој сектор заостануваат. Единствената актуелна инвестиција за ископ на бакар и ловица штука претрпе ревизија за заштита на животната средина. Од компанијата Euromax Ресурси соопштија дека во процесот нема да се користат цијанид ниту сулфурна киселина. Проектот предвидува животен век на рудникот од 23 години и годишно производство од над 16.000 тони бакар,
пошто ќе следи целосна демонтажа на постројката и обновување на теренот. За таквите еколошки обврски и пошумување, предвидено е да се инвестираат 30 милиони евра. Праксата покажува дека земјите со највисоки еколошки перформанси во светот се и лидери во ископот. Во Шведска активно работат 13 рудници. Финска е Европски центар за злато, кобалт и никел, додека во австриската покрајна Салцбург во срцето на Алпите работи рудник со најсовремена технологија за волфрам. Шпанска Андалузија пак учествува со дури 90% во металското рударство во земјата и е втор производител на бакар во Европската Унија. Охридските пчелари оваа година бележат сериозни загуби. Приносите на мед се преполовени, а дел од производителите велат дека не извадиле ниту килограм. Како главна причина ги посочуваат климатските промени и неповолните временски услови. Дополнителен проблем е и нелојалната конкуренција со фалсификуван мед на пазарот. Пчеларите бараат засилени контроли и ги повикуваат граѓаните да купуваат од проверени и декларирани производители. Охридските пчелари се соочуваат со големи загуби поради климатските промени. Приносите се преполовени, а има и пчелари кои за жал не извадиле ниту 1 килограм мед, па дел од нив ги продаваат за останатите залихи. Најнов и најголем предизвик оваа година ни е скудната паша, односно приносите на мед како главен примарен производ од пчелите. Оваа година за жал имаме пчелари кои што не извадија ниту 1 килограм мед, а очекувавме големи приноси со оглед на тоа што пролетниот период беше многу надежен, пчелите стартува во добра кондиција и се надевавме нормално на поповолна ситуација, меѓутоа ситуацијата таква каква што е и оваа година за жал ќе ги продаваме преостанатите залихи од минатата и преминатата година. Останува проблемот и со нелојалната конкуренција. На пазарите и маркетите се продава фалсификуван мед кој многу тешко може да се препознае со голо око. Од Сдруженијето на пчелари од Охрид апелираат до купувачите да бидат внимателни да купуваат само декларирани пчелни стопанства. Тешко е да се препознае лажниот мед органолептички, бидејќи толку се усовршени во неговата изработка што само лабораторија може да ја докаже веродостојноста дали се работи за фалсификат или за природен мед, меѓутоа да купуваат од домашни производители и да не купуваат ефтин мед. Ефтиниот мед сам по себе не носи квалитет. Маријан Стојановски, кој 10 години се занимава со оваа дејност и располага со околу 850 пчелни семејства, вели дека предизвиците се големи, а производството го пласираат во земјава. Надвор нашата држава во далечната 2007 имаме направено еден извоз за Германија, беше доста прифатен медот, но со климатските промени количините се многу намалени и се соочуваме со недостиг на мед, на македонски мед. Добрите познавачи сметаат дека потребни се засилени контроли и казни за оние кои манипулираат со купувачите. Инаку деновиве во Охрид се одржува саем на мед, каде посетителите имаат можност да го запознаат директно пчеларот, кој стои зад медот кој го купуваат, да дегустираат, но и да дознаат повеќе за пчеларството. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Оризо производителите алармираат дека сегашната откупна цена не ги покрива ниту производните трошоци. Арпата се откупува по 18 до 20 денари за килограм, иако производната цена е околу 25 денари, а за новата реколта земјоделците бараат минимум 35. Дополнителен проблем се и околу 10.000 тони непродадени залихи од претходните реколти, додека новата жетва почнува за 1 месец. Производителите бараат владата да обезбеди системско решение и правила за откуп. На прагот на новата жетва оризопроизводителите се соочуваат со сериозен проблем – диспаритетот меѓу утврдената производна цена на оризовата арпа и цената по која таа реално се откупува. Тоа значи дека производителот во моментот на откупот добива и до 7 денари помалку од утврдената производна цена за секој килограм произведена арпа. Не може производна цена 25 да се откупува по 18, а барањето беше и договорено беше 25% над производната цена, за да можеме да го одржиме земјоделието, не да живееме, да преживееме. Сега откупна цена за 2026. 35 динара минимум треба да биде за да обстојат земјоделието. Во спротивно, оризо како и многу култури што ќе даа корепката, апионот и оризо каде живее иста судбина. Бидејќи земјоделците и откупувачите веќе подолг временски период не можат да најдат заеднички јазик, оризопроизводителите бараат владата и ресорното министерство да изнедат системско решение за овој повеќе годишен горлив проблем. Очекуваме дека ќе имаме нова производна цена која ќе изнесува околу 30 денара, меѓутоа за жал
кај откупувачите тоа не доваѓа до слух и затоа е ова сега што се случува. Меѓутоа ние како оризопроизводители ќе останеме доследни на нашите барања. Ќе бараме од владата и од самиот министер да се изготви закон, во кој закон ќе влезе како и правилник за откуп на оризовата арпа. Дополнително во амбарите им стојат околу 10.000 тони непродадена арпа од претходните реколти, а за месец дена стартува жетвата. Затоа тие бараат на времено решение, обезбедување откуп, рачистување на постојните залихи и создавање услови производната цена да биде реално пресликана во откупната цена. За Сител, Трајан Ристовски. Тешка автобуска несреќа во Унгарија, најмалку 12 загинати и десетици повредени, откако автобус со полски аџии се преврте на автопат. Гледаме